Уште една многу убава тема која што верувам дека ќе ве задржи на првиот канал на македонската телевизија, затоа што ќе има многу што да се случне. А ја најавуваме вака. 23 април е ден кога светот го славеше роденденот на Шекспир, дата за која што историчарите тврдат дека е негов роденден, иако нема пишани документи, но официјалната дата е истата дата и на неговата смрт во 1616 година. За неколку дена е 27 април, а на таа дата во 1952 година во Битола е роден македонскиот Шекспир Горан Стефановски. Во деновите кога се сеќаваме на еден од најголемите умови на македонската драма, одлучивме со соговорникот кој што ќе го видите за кусо да зборуваме не за биографијата, не за фактите, туку за она што останува по зборот, сеќавањето, љубовта и спомените. Се надеваме дека преку разговорот со соговорникот кој не очекува на Skype наредниве минути се разбира ке го, ако може да се каже, оживееме Горан преку зборовите и сеќавањата на неговиот син Игор Стефановски кој го имаме во живо од Белград. Игор, доколку се гледаме и слушаме, добро утро. Се слушаме, фала ви. Не ве гледам, но ве слушам. Да. Имаме многу што да си кажеме, Игор, наредниве минути, дотолку повеќе и јас и целата екипа на утринската програма сме благодарни што ви имаме утрово онлайн. Ќе започнеме и вака. Споменав и во најавата, 7 години без Горан, загуби сцената, загуби уметноста, загубивме ние како публика, но загубивте најмногу вие и вашето семејство. Утеха ли е, ако може така да се формулира ова прашање, фактот што по толку години се уште гласно и се уште со толку гордост говориме за нашиот и ваш Горан, бидејќи моето лично чувство е дека тој е поприсутен од било кога? Да, 6,5 години се, значи во седмата сме, да. Влегуваме, да. Да, мислам веќе сме, да. Значи 27 април мој роденден, 27 ноември почина. 27-мицата изгледа му е многу важна во животот била. Да, јас мислам дека тој самиот немаше ни блиску да свати колку беше голем всушност за нас, колку ќе недостига и каква ќе беше реакцијата на неговата смрт. Да, до еден начин се разбира дека е утеха тоа што од кога почина нема никакви негативни реакции скоро во смисла на коментари или како и да е, тоа секогаш мислам дека не беше секогаш така, бидејќи сепак долга кариера во две држави, два система, пишување многу различни видови на текстови. Ама да, мора да се согласам дека и за мене е сега поприсутен некако, дека нели кога си син, татко, вашите родители се секогаш тука, нели, ќе им се јавите на Viber или на Skype, се слушате еднаш неделно или два пати неделно, а сега скоро секој ден работам на него или објавувам нешто како со тоа здружение што го имаме Горан Стефановски и многу е поприсутен и за мене, а верувам и за други. Има канали на Инстаграм со негови муабети, има така што да, тој беше скромен доста во јавноста и мислам дека не очекуваше дека волку многу ќе не трогне. Посебно зборувам за македонската јавност сега. Апсолутно, да. Само да информираме ова што го гледаме во продолжение една емисија која што е снимена 1988 година и извадивме од архивата на македонската телевизија, па кога ќе го гледате и подоцна разговорот ќе видите за колку во парче станува збор. Да. Игор, да, продолжи слободно доколку имаме нешто да додадеме нова, па да го поставиме јас и следното прашање. Не, нема проблем. Да. Како беше Горан во приватниот живот надвор од сцената и далеку од перото и публиката? Можеме ли нешто да одговориме на ова? Па, јас памтам некаде на неговиот 60-ти роден ден, ми вика, јас уште тука сум на 18, 16, тинејџерско срце. И тогаш не ми беше толку јасно за што зборуваше, ама сега го разбирам дека и јас себе имам сега две деца и ние сите старееме со нив. И мислам дека душата на еден човек не се менува толку брзо како што физичкото тело се менува.
И тој уште го гледав како тинеџер кој слуша Радио Луксембург со пријателите во Дебармало и едва и чекаат нешто ново да се пушти од Битлси или Стоунзи. И таков беше, имаше еден многу убав детски дух во него, една игривост во очите, многу хумор, многу зезање, многу музика, се разбира. Но мора да се каже дека со сите беше ист. Не е дека беше различен по дома и друг човек кој излезе пред комшиите, да кажам, знаете. Кога сме на таа тема, предпоставувам често дискутиравте и на тема уметност и на тема општествени случувања. Бевте ли секогаш на иста бранова должина? Имавте ли секогаш исто мислење за се или пак имаше конструктивни кавги во секојдневието? Па, видете, мислам дека децата многу повеќе учат од родителите од тоа што ќе го видат, наместо од тоа што ќе го чујат од нив. Значи, немавме, да кажам, конструктивните кавги беа повеќе со мајка ми. Тоа не беа кавги, тоа беше еден вид на, да кажам, интелектуален тенис игра секој викенд кога беа двајцата по дома. И ние децата си седиме и буквално си гледавме како се дискутира за теми за кои ние немавме никаква идеја. Кои се? Значи, може да се зборува од класична музика до филозофија или нешто друго. Тие многу убаво си парира во тој интелектуален свет, ама со мене не. Мене ми беше многу важно тој да му се допаѓа музиката што јас ја слушав, например. Бидејќи си пораснал со... Па имаше, да, можам да кажам дека му се допаѓаше тоа што ја купуштев. Ама, например, еве една анекдота, памтам, се вратив некаде крај на 80-ти, почеток на 90-ти години, сум ја слушал на Guns N' Roses Live and Let Die на MTV. Се враќам дома, викам, тато, ваа песна, бла, бла, бла. И он само, нели, те смирува, вика, чекај. И ја пушта оригиналот, дека така се учи, нели, ја пушта на Пол Маккартни оригиналната песна и вика, ова е кавер, смири се, еве ти го оригинал. И така многу пати се случуваше. Например, јас многу бев по Oasis како тинеџер. И он вика, чекај, седни, целој нивен звук е земен од една песна на Битлси, а таа се вика Rain. И ја пушта песната. И така е. Значи, освен за лепи сол, за друго по однос на музика не ве коригираше. Не. Бевме... Јас многу научив, се разбира. Толку многу плочи, дискови по дома и како што од 92 до 98, кога ние бевме во Англија, тој се уште беше во Македонија. Се уште беше редовен професор на ФДУ. И кога не беше дома, ја му ја слушав музиката, да кажеме. И од таму се заљубив со блуз и сол музиката. И покрај Битлси и Стоунзи, кој се разбира беше, тоа мораше да се слуша. Немаше како. Така што, да, убавото кај него е дека немаше кавги за уметност, ако кажеме, знаете. Умот му беше отворен за се. Сакаше да чуе зошто нешто ти се допаѓа. Сакаше да му објасниш, да го внесеш во таа. Јас може да му пуштам drum and bass, например, или хип-хоп, ама да му кажам, хеј, ова е поради тоа и тоа, или оваа песна, види го текст, например. Така што он многу сакаше да... Не беше некој што ќе каже, не, гаси. Тоа ретко. Ставовите, мислите и погледите на светот и живењето не ги криеше, а често беа проткаени низ неговите драмски текстови. Како денеска Горан ќе гледаше на медиумите, политиката и младите? Прашањето е, ќе беа ли доволна инспирација за пишување? Видете, тој инспирација црпеше од се, така што се разбира политиката е нешто што не се променило, а младите и медиумите би рекол дека овие години се променети, така што не гледам зошто не би се инспирирал од тоа што се случува сега. Јас мислам дека штом збориме за тоа, најмногу би се инспирирал од неговите внуци и децата на неговите пријатели и роднини. А кога сме ке пишувањето, имаше ли моменти кога неговото пишување беше товар или штит за фамилијата? Мислам дека реално
ни едно ни друго не беше тоа пишување. Повторно ќе кажам дека мислам дека мајка ми подобро може да го објасни тоа, бидејќи таа беше со него од самиот старт, од Јане Задрогас. За нас децата, кога ќе влезеше да пишува, знаевме дека пишува, ама секогаш беше не е дека се затвараше и не можеше да влезеш во соба. Не беше таков тип на човек, ама ние не осетивме некаква, дека тој не штити од нешто или дека на семејството е некаков вид на... Во 90-тите тој мораше да пишува за да имаме леб, што се вика, на маса. Многу им беше тешко во 90-тите да се преселиш во Англија без англиска плата, да кажеме, така што Така, да. во таа мера, да, тоа беше штит, што тој, ама затоа и не се гледавме многу тие првите 8 години, се гледавме само на распусти. Така. Кристина? Сега кога сме веќе кај пишувањето, ја завршуваме оваа етапа, би сакала да проговориме уште малку за односот и за советите. Постои ли некој совет, Игор, кој што постојано ви одекнува во глава и по 6,5 години од смртта на Горан? Нешто со што, да речеме, се будите или често заспивате или се подсетувате па им го кажувате на вашите? Како што реков пред малку, мислам дека повеќе се учи од нашите родители од тоа како они се однесуваа. Јас од него научив како да се однесувам и по дома, и надвор од домот, на улица, што се вика со комши, во такси кога сум, ако влезам во лифт со некого да кажам добар ден, со непознати, зошто да не. Од него научив дека тука сме одредено време, па зошто да не видиме зошто сме тука заедно. Може би имаме слично нешто, може би муавет некаков може да си направиме. А иначе совети, две работи ми остана, не беа негови, тоа се цитати што тој ми ги кажуваше. Едното е на англиски you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Во смисла, одлично. не го добиваш тоа што го заслужуваш, него тоа што ќе успееш да го преговориш. И тоа, кога го пишував својот магистерски труд, ми помогна бидејќи во таа смера отиде трудот. И многу е во право. Ние некако очекуваме, ама чекај, јас имам, не знам, тоа сум научил, сега ќе ми дојде работа или некој ќе ми даде фотелја. Ама не е така. Треба секој ден ние преговараме всушност, кога сме надвор од дома. А другото нешто, ако имам време, на Марија Тодорова има една книга, тој ми ја даде кога бев мал, се вика нешто за Балканите. И она ја посветува на нејзините родители и вели дека тие ја научиле да го сака Балканот без премногу да се гордее или да се срами со него. И мислам дека мајка ми и татко ми, или дека сега успевам тоа да го направам. Тоа е советот што го научив. Така. Игор, 27 април не е само роден ден на Горан, тоа е и своевиден празник на уметноста, се одбележува секоја година. Чисто и да напоменам, и ние како јавен сервис се приклучуваме, емитувајќи го документарецот Траги в недела во 20 часот и 50 минути, инаку проект на Факултетот за драмски уметности, посветен на животниот и професионалниот пат на нашиот Горан. Игор, како би сакале да го одржуваме споменот на Горан во годините кои доаѓаат? Па јас реално ништо не би променил, толку некако убаво и органски ова се случува до сега. Например, вчера, случајно човек што него ни познавам, ми прати лого направил за 73-тиот роден ден на Горан. Многу убаво преку Facebook ми го прати. До сега овие мали настани што ги правиме близу до клупата или кај муралот, многу ми се допаѓаат, не се многу помпезни, убави се, малку музика, малку читање. Но имам една идеја што би сакал да се случи, а тоа е во Дебар Мало околу роденденот, ама не поврзано само со Горан, туку со целата наша култура. Би сакал да има нешто како еден вид на празник на уметноста или денови на Дебар Мало или нешто така, каде што Горан седнат на клупа, ќе може да го гледа најновото и најдоброто од македонската културна сцена. Би сакал ден-два да биде затворени тие улици за пешаци, и еден вид на културен баскетфест да може да се случи, така нешто. Тоа би било многу убаво. Ама пак велам, не само поврзано со Горан, туку со целата наша, мислам дека тоа е потребно.
Игор, идејата ви е одлична, ќе се потрудиме и погласно малку да говориме во прилог на истата, па да успееме и да ја изреализираме сите заедно. Ги пакувате куфирите, доаѓате во Скопје, чинам вечерва или утре рано пристигнувате. Вечер. Каква ќе биде агендата? Секако ќе споменеме и во Дебармало има во недела одбележување, секако на роденденот на Горан. Кога доаѓате во Скопје, со кого прво се сретнувате, со кого го пиете првото кафе? Со Горан, да, кога стигам, одма одам во Дебармало кај клупата и гледам да не има од птици, знаете какво на главата, па го чистам тоа. Има се отвори сега еден ракија бар спроти, па зимам една ракија, па ја пијам со него. И тоа ми е првата, тоа ми е сега многу убава традиција. После тоа, еве да ви кажам, најубаво ми е што имам можност да бидам турист во родниот град, во градот што е мој. И тоа е наистина еден таков луксуз, толку е убаво кога можеш да се шеташ по своите улици и ако не некого ти текне ќе им се јавиш, сакаш ли кафе, тука си. Агендата е фул, да. Треба да го гледам тој документарец. Фала ви многу што ќе се емитува. Во недела од 12 до 2, тоест од пладнет до 14 часот, кај клупата на Горан ќе има настан за прослава на неговиот живот и дело. Така што ве поканувам таму на музика и читања и едно вино или ракиичка или пиво или вода, се разбира. Да ни се придружите и да, агендата е секогаш фул кога сум во Скопје. И драго ни е што е така, да. Кога ќе се спомене презимето Стефановски, асоциацијата ни е една, Горан и Владко, син на еден, внук на втор генијалец, ново музиката. Изборот на песна за крај на разговорот логично е Лепи сол. Наша омилена ќе слушнеме сега, малку ќе бидеме весебични, јас и мојата колешка Кристина, но верувам дека и омилена и на поголем дел и од екипата тука во студиото. Која е вашата омилена на бендот со кој неминовно растевте, Игор? Да, Лепи сол мора да кажам дека ми се омилениот бенд, не дека се наши или мои, туку дека верувам дека се врвни музичари и дека беа музички најдобриот бенд во Југославија. Ама има една песна која што не ја знаат многу луѓе, а на мене ми е номирана, се вика Акапунктура. Акапунктура е од Лепи сол 2, ако не се лажам. И тоа што е најинтересно ако ја слушате таа песна и треба гласно да се слуша, е што децата имаат 21 година. И тоа ги става веќе на едно глобално ниво на талент. Солото на Владко е вон временско. И таа е инструментална. Так. И тука ја мислам дека ја покажуваат сета нивна генијалност. И морам да прашам, ако пред малку споменавте со Горан, имавте многу често конструктивни дебати на тема музика, од аспект на тоа дали имате или немате искуси, коригирајќи ве во тоа што треба и како да се слуша. Дали со Владко некогаш сте дискутирале на тема музика и дали сте тука на иста бранова должина? Тука сме, јас му праќам, тој од време на време ќе ми прати нешто добро. Добра. И јас на него се обидувам, дека е голем притисок на такви луѓе да им праќаш музика, нели? Секако. Голем притисок. Јас едно време правев дискови и за татко ми, и за покојна Гордана на Владко, и за Владко. Да, тука сме, бидејќи сакаме гитара. Јас еднаш, после еден малку пијан муабет со пријател кој ме праша како бе ти не свириш гитара со таков чичко, и јас му се јавив и го прашав и тој многу едноставно ми кажа, а никогаш не ме праша да те научам. И во право е. Не сакам да го малтретирам. Игор, кога спомена малтретирање, мислам, убаво малтретирање, ние останува да се заблагодариме на крај, секако кога станува збор за вакви онлайн интервјуа, знаеме некогаш да имаме предизвици таков онлайн светот. Долг беше патот денеска. Долг беше патот денеска за ова интервју, но благодарам на тебе, благодарам и на колегите позади камера и на колешката Кристина. Они го имаа приматот сето ова да се случи изминатиот час во Македонија наутро, но вредеше за ова интервју. Ете, одамна сме немале вака пријатно онлайн интервју во Македонија наутро. Убав престој во Скопје и секако следиме се што ќе се случува овие денови. Во недела се гледаме ние во Дебармал. Благодарам, Игор. Фала ви на вас, убав ден. Убав ден, поздрав за тебе. И па ја нашата омилена Скопје, сега. може. Уживаме.
четвртка. Mate Vardar brzo teče, tajni nosi vreme vleče. Skopje pravi parni stani, ima 9 lutirani. Skopje ima slavni mala, te bar mala nije šala. Skopje java brzo konče, a pre momče Makedonče. Nasmeni se, ne veri gajle, namigni mi, ajde na zdravje, Skopje! Gradov posti, gradov pije, gradov temne, gradov spije. Rano utro škembe čorba, posle seko i svoja borba. Mladi momi ljubov vodat, duša vada toči bodat. Razni belji, prava deca, site čegi, papa meca. Nasmeni se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravje, Skopje! Ja si ti sme, braća stari, takva ljubav čini pari. Ti me čuvaš, ti me svaćaš, ti za kusur ne mi paćaš.